Коридор 8. Македонско-българска седенка. Подкаст на живо в YouTube. Тоа е политичка одлука. Прашањето е следното. Какво да направиме за да може след 3 месеца на 4 мај работите да минат по-спокойно? Това няма да стане без политичка воля. Това е истината. И тука не говоря само за управниците, които управляват во владите, ами и за опозицијата. Знаеш што може да се направи? Прво што не сме да се дозволи да се направи, а не да не се направи, да се подигне медиумска тензија околу тоа. Прво не сме да се направи медиумска тензија. Второ не сме да се дозволи на одредени луѓе да создаваат со своји неадекватни изјави, непотребни тензии, да провоцираат од двете страни. Значи не сме да има јунаци кои нешто ќе напаѓаат, а другите па нешто ќе бранеле. Така. Што и од кого ќе браните? Значи ако некој дошол да положи цвеќе, дошол да положи цвеќе. И трето има ли? Аз ще предложа третото. Третото е политичките елити да дадат добар пример за комуникација во своето јавно зборување и со однесувањето за време на празникот, почитувањето, хајде, тоа не е баш празник, што сепак човекот тогава е убит, но със своето отнасяне към това какво се случва, да дадат добър пример. И тук си мисля за нещо, ето това. Защо да не започне, защо родът Делчеви да не поведе този процес, Делчеви да бъдат инициатори на следното славене? Мене тоа нешто нема да ми пречи. Туку мислам дека ќе биде и сосема логично нешто да далечни потомци од семејството, меѓутоа тоа треба да биде приватна церемонија. Не знам дали е паметно да се прави од тоа официјален настан и да се дава медиумска помпа. Но това, което мисля сега, това не е мое. Иван го беше предложил горе в коментарите, ама преди 2 часа и няма как да го намеря сега. Същия този Иван. Защо? И сега го преразказвам, като видях, че пак коментира. Значи, ако некој дојде или кај тебе или кај мене на некој си гроб од прадедо ми, од некој си наши прадедовци и посака да запали свеќа, нема свеќа и побара свеќа, сигурно ќе му дадеш и дека ќе му дадам. А може и свеќа да му даде, нали? А може и свеќа да му дадеш на човека. Така трябва да се. Да, за да запали свеќа и да изрази почит. Без разлика. Може би тој бил и некој душман, меѓутоа изразува почит. Така. Тоа е елементарно. Ама ето, трябва да се създаде простор и обществена средина за да се случуваат такви работи. И затова ти ќе се согласиш дека не смеат на таков официјален настан да се пуштат луѓе и ликови кои може да направат таму скандал. Не, тие ще бъдат координирани, който прави скандали нема да бъде допуштен, но имат право организирани групи да ходят. Значи все пак и сега ходеха, ето бранителите ходиха, нали? Ама бугарите не може да дойдат. А бранителите може. Едните са херои, другите са лоши. Значи, чекай. Имаше официална бугарска делегација. Не ти говори за бугарската делегација, говорите за тия 100 човека на границата. Нали? Мисъл, бранителите ги пуштяха да слагат цвете, ама бугарите, защото са опасни и ще атакуват, там нали, трябва да се прави, нали, там беше проблем. Всичко може да бъде организирано поред. В толкова часа има слот за тази делегација. Никој не може да ме убеди дека сите овие кавги што настана и овие циркуси настана само заради тоа што некој сакал да положи цвеќе. Не бре луѓе. Се е тоа политичка инструментализација и кој ти каза това? Кој ти каза това? Грешно ме слушаш. Зашто каза само заштото? Аз не казах само заштото. Няма само един аргумент. Първо, и това изобщо не е единствен аргумент. Ти сам го каза безмедностен риск. С други думи, те не знаят какво да правят, когато много народ иска да направи нещо. Въпросът е за бъдещето, за иднината. Ето ти вариант. Семейство Делчеви, ето тук в лицето на маестро Христов, те да бъдат инициатори на следващото славене
на Гоце Делчев, защото той е член на тяхното семейство. И те са членове на неговото семейство. А пък след тях министрите, председателите на влади или председателите на двете държави да го направят. Ако искаме нещо да ни обединява, ето ги семейство Делчеви. Той човека работи толкова години, за да може да се случва някаква соработка между нашите културни общества. Ето, дайте на семейство Делчеви да вървят пред другите. Защо трябва да вървят те последния да чакат 3 часа, както беше минатата година? Коридор 8. Македонско-българска седенка. Подкаст на живо в YouTube.